Благодарам, подпредседателе, почитувани пратеници, почитувана македонска јавност. Пред нас се наоѓа предлог законот за изменување и дополнување на законот за вработување и осигурување во случај на невработеност по скратена постапка. И законот сам по себе, значи усогласување со законот за прекршоци, со законот за инспекцијски надзор, каде што покрај дефинирањето на глобите има и одредени минимални промени, односно институтот опомена како инспекцијска мерка се заменува со досегашната мерка едукација, со која што би требало да му се дозволи период по инспекцијскиот надзор на објектот, односно на правното лице, да ги отстрани неправилностите и недостатоците, и за закон кој што не е сложен, меѓутоа она зашто ја би сакал да подискутираме и зашто ние како колеги пратеници треба да обрнеме поголемо внимание во наредниот период, тоа е да основниот закон за вработување и осигурување во случај на невработеност биде еден лајт мотив, односно тема на која што навистина ќе се посветиме и ќе обрнеме поголемо внимание во периодот кој следи. Зошто го зборувам ова? Затоа што со затекнати од целата ситуација, односно со ковид пандемијата и здравствената состојба во државата, како и нејзиното влијание врз економската состојба, односно работењето на правните субјекти, стопанството и економијата, укажуваат дека 4 пакети мерки кои што досега ги донесе владата и кои што помпезно ги најавуваше, ако изнесуваа некаде околу 1 милиарда евра, за жал во текот на реализацијата на овие мерки, гледа дека и вице-премиерот задолжен за економски прашања, како и самиот премиер укажаа дека реализацијата, односно исплатата на овие 4 пакети мерки е во висина околу 35%, односно 350 милиони евра се исплатени кон стопанството. И тоа не да го слушнеме од луѓето кои што се представници на власта, тоа се гледа и секојдневната наша комуникација со граѓаните, стопанствениците во државата, и е нешто за кое што навистина треба да бидеме загрижени. Од друга страна ја користам приликата и да апелирам за вразумување и реализација на 5-тиот пакет мерки што побрзо, затоа што пратеничката група на ВМРО-ДПМН бараше да овие закони бидат издвоени, се најдат на пленарна седница, како би можело да отпочне процедурата по основ на овие законски решенија. За жал, истите беа зачени. Се надевам на изноѓање на едно заедничко решение во наредниот период и што побрзо откочување и на овие средства, односно 3 закони поврзани со 5-тиот пакет мерки, како и еден закон кој што е останат од 4-тиот пакет мерки, да бидат побрзо поминати во законска процедура и да дојдат на пленарна седница, за да може да бидат исплатени кон граѓаните и кон стопанството, кое што се наоѓа, како што реков, во една незавидна состојба. Морам да потенцирам дека ќе доаѓам од Штип, еден стопански град, каде што нископлатените и трудоинтензивните гранки се на највисоко ниво, загриженоста која што ја пренесуваат стопанствениците, а и секако вработените во текстилната, кожарска индустрија, луѓе кои што навистина се наоѓаат и стопанственици на работна екзистенцијата, затоа што последните неофицијални информации кои што ги добив во текот на вчерашниот ден е дека поголем дел од текстилните компании, како и кожарските компании, ги пуштаат своите вработени на колективен одмор. Имено се работи за негде, по мои проценки и бројките кои што ги имам добиено од стопанството, за 3.500 граѓани во Штип, само во Штип, кои што ќе останат на колективен одмор. Секако тоа предонесува и на намалување на финансиските средства кои што ги добиваат, а морам да потенцирам дека поголем дел од мали компании, мали текстилни компании кои што има во градот, па и друга индустрија, ги затвараат своите капацитети, не можејќи да се снајдат како со изноѓање на работа за периодот кој што следува,
така и со целокупната состојба и врзаноста на лон производството во Штип со западноевропски земји, од каде што најмногу се добива работа. Ова го потенцира затоа што сериозни се бројките кои што ги имаме пред нас. Значи, преглед кој што го имам добиено од Агенција за вработување на Република Македонија за состојбата со 29.2.2020 година, во периодот кога овој закон беше дојден во собрание, е дека невработени лица во Република Македонија 2020 година во февруар месец или почеток март, да речем, биле 105.816 граѓани. За жал, бројот на невработени лица со состојба од 28.2.2021 година или година дена покасно или година дена од почнувањето на ковид кризата, состојбата со пандемијата во државата е 159.608 илјади граѓани. Това е 55.000 граѓани помалку пријавени во агенцијата, повеќе пријавени во Агенцијата за вработување на Република Македонија како невработени лица. Колеги пратеници, оваа бројка е сериозно зголемена во изминатиот период. Свесни сте и вие во каква екзистенцијална криза се наоѓаат и граѓаните во Република Македонија и стопанството во државата. Мораме сите заеднички да поработиме да се откочат овие процеси и конечно да се донесат овие закони како би можело и стопанството малку да се ослободи од притиск кој што го има. Нема да биде некоја драстична подршка или инекција, меѓутоа секако ќе биде добар стимул за да можат да екзистираат во натамошниот период овие компании, затоа што, како што реков, 3,5 лица кои што остануваат на колективен одмор во градот не се само бројка која што ја презентирам, туку се 3.500 фамилии и тоа се 3.500 луѓе врзани во цикличен круг кој што значи намалување на средствата и во трговијата и во пазарот, односно работењето на Штип. Го земам Штип како пример затоа што доаѓам како пратеник од изборната единица и од градот Штип. Тоа се однесува, колеги пратеници, на ниво на цела држава. Затоа уште еднаш ја користам приликата и апелирам да сите заедно изнајдеме си, поработиме на оваа проблематика, да ги видиме проблемите со кои што се соочуваат нашите граѓани, Републиката и од местата од каде што доаѓаме и заеднички да изнајдеме решение како да се постапува во овој период. Проблемот не е едноставен, проблемот е веќе подолг временски период и овие компании кои што сакаат да ги задржат своите вработени, мачија за обезбедување на работа и функционирање на своите компании, меѓутоа ова што сега се случува и периодов кој што е пред нас, а тоа е големување на рестриктивните мерки, принесува да голем број на граѓани останат дел на колективен одмор, меѓутоа дел за жал и ќе ги изгубат своите работни места. Барам, стоиме како ВМРО ДПМНЕ, нудевме одредени и мерки кои што ќе бидат за добро. Власта во еден одреден временски период не ги послуша овие наши барања. Се надевам дека во наредниот период ќе се вразумиме сите, вклучувајќи и власта, да се донесат одредени мерки кои што ќе дадат конкретни резултати за надминување на проблемите на граѓаните во Штип, за кој што зборувам цело време, и во Република Македонија во поднос на овие проблематики. Благодарам. Следен пријавен за дискусија е пратеник од Бојан Стојановски. Повелете.